Особено во студиото е традиционално, како и секој утро, Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Некако се повеќе станува јасно оваа стратегија на Русија да ги напаѓаат овие цивилни цели за да внесат немири околу исхраната, околу водоводите и така натаму, на страна она што се случува на фронтовите, бидејќи јас го реков Крематорсково стручно Кременчук е. Добро, да не влегуваме у топонимите. Зашо морам да оти кога гаѓате, оти ова не може да е случајна ракета, мислам, тоа е никако не е случајно. Такви случаи, Тоа е дел од тактиката, не е тоа стратегија, тоа е тактика, а што се однесува нешто друго, морам да констатирам дека за жал во војна, кога е војна, бруталноста на човечката природа се гледа. Тоа што го прават русите е страшно, но нели и овие сега може да се вадат во Северно Донецк. Во Николаев беше делот за водоводот од кај што се снабдуваше целиот Донбас, па проруските сепаратисти се жалеа дека овој Северно Донецк со месеци немаше вода и тие луѓе кои живееа таму купуреа со вода на 3 дена добиваа по 3 часа вода. Затоа велам страшно во војна, кога е војна, самиот збор војна значи дека завршуваат цивилните жртви, дека има најголем број на цивилни жртви. Обично војници најмалку гинат, зборувам, сега не е во овој случај, бидејќи тука е брутални борбени вооружени судири. Мораме да кажеме за волја на вистината на информациите и новинарството дека има реакција на Русија за овој ракетен напад. Вчера нема реакција од нешто ноќеско утринава? Има утринава реакција каде што велат дека во тон на она дека многу контрадикторни информации доаѓаат од Кремарчук и дека чекаат да видат официјално што се случило, бидејќи оваа цивилна, би рекол, администрација која е во Советот за безбедност на Обединетите нации, веројатно веќе се подготвува дипломатски како да одговори, нели, на оваа седмица. Русите што кажуваат? Кажуваат дека се уште нема, велат дека информациите кои доаѓаат се недоследни и дека не се збирени и уште чекаат украинците да кажат што точно се случило. Велам, морам да кажам во интерес на јавноста да ја кажам и другата страна, но едно е сигурно, војната се распламтува и веројатно уште ќе се распламтува. Дали е тоа 4-та фаза, 5-та фаза, не е важно. Кога ќе почнат да гинат недолжни цивили, независно какви се, кои се, тоа значи дека војната ја покажува својата. Во Мадрид започнува 3-дневниот состанок на самитот на НАТО, а вчера тој беше проследен осен со она што веќе се очекуваше околу нели политички осуди и така натаму од страна на НАТО алијансата. Само да кажам дека тој следува после Г7 самитот, кој следува после самитот на Европската унија. Имаме практично 10 година. По кој следува Г20. Но она што е навистина, би рекол, драматично ново, тоа е ова не удвојување, не триплирање, туку 10-струко зголемување на единиците на НАТО за брза интервенција, кои што сега ќе се распоредуваат до 400.000. Од 40.000 на 400.000, бидејќи очигледно дека проценките се дека агресивноста на Русија може и да не застане. Зашто морам да кажам, проценките дека НАТО влегува полека во војна. Сега јас морам тоа така да го кажам, бидејќи де факто е тоа така, со самата помош на НАТО земјите на Украина, која е нападната од Русија, на некој начин НАТО е и немаме многу време. Што беше на симптоматична изјава на Медведев за Крим наеднаш? Па наеднаш од нигде никаде, тоа се базира врз не повлекувањето на ставот на Киев и Зеленски дека ќе реобнови целата освоена територија од страна на Русија, значи целата Украина треба да се ослободи, со самото тоа и Крим. Медведев е дежурниот овој руски гласноговорник кој најавува некои радикални мерки. Тој најави дека доколку Крим биде допрен само со еден куршум, дека тоа ќе биде објава на војна. Сега таа објава на војна, ја не знам што треба да биде, дали треба да потпишат, но едно е сигурно. Џозеф Бајден најави дека сега доаѓа во Полска, дека ќе најави на самитот на НАТО, се извинувам, ќе најави зголемување на американските борбени трупи во Полска, што значи дека е тоа оној дел од тие 400.000 трупи, а од друга страна го гледаме Путин се разбуди една дипломатска офанзива по Туркменистан и Таџикистан. Беше ли во Туркменистан? Па да, отиде се виде со своите да кажам колеги од Душанбе и од другиот град, не го не знам, за жал.
до оно што е исто така голема вест дека ќе присуствува на Г20 во Бали. Вчера имаше неколку апели од Урсула фон дер Лајен до останатите 19, нели, Г20 се државите, меѓу кои Русија, а бидејќи еве Олаф Шолц еден од тие што најави дека се размислува дали воопшто да присуствува на тој самит доколку се појави Путин. Така да ќе видиме сега демонстрација на дипломатија, на лидерство, а можеби на малце лицемерие за тоа како се однесуваат големите лидери, дали на крајот на денот колку и да се плюкаат и да се напаѓаат меѓу себе преку медиумите и додека обичните луѓе на теренот нели спаштаат, тие сепак да седат да преговарачка маса и да зборуваат за биткоини или за не знам што. Ова морав да го кажам бидејќи за жал гледаме дека има една тролична политика од големите сите сили, а обичните луѓе за жал страдаат и чекаат секој ден да добијат некаква информација, а нив ги интересира кога ќе заврши војната. Затоа никој не дава одговор како да таа војна ја наметнале од некоја друга планета, а не овдека самите луѓе. Не, таа војна ја наметна Русија, да не заборавиме. Па добро, не од друга ако планета, веќе се сретнат од планетата Русија. Да, ако се сретнат веќе на тоа овој. барем да не го забораваме. Добро ден, благодарам за И само што ова. на крај да кажам во контекстот на ова, не гледам дека Ердоган ќе се повлече од блокадата кон Шведска и Финска, што ќе се покаже историски дали можеби ќе спаси од некој поголем судир на Балтичкото море или можеби ќе носи историската вина за нешто поголемо и поескалирачки, особено што истиот Ердоган кој ги блокира Финска и Шведска ги заострува односите со Грција, ама тоа ќе биде тема Истиот за нешто Ердоган друго. кој може уште утре да му требаат поддршка и помош за некакви предизвици, бидејќи тој е на една крстосница и самиот прилично И веќе се подготвува таа Сирија, подолго Да, време па велам затоа ќе се велам. репризира Затоа велам она така лошо што сценарио. ќе видиме што ќе прави Ердоган, да самитов ќе трае Ќе 3 чекаме дена, по Г20 да Па видиме што ќе се веќе сме навикнати на сами самити да се прават драматични одлуки, поравно дипломатиите се договара и решенијата беа практично и заклучоците завршувани на недела дена пред да почнат самитите. Овдека се зависи од некакви средби по ходниците и намигнување или во последен момент правење. Ајде слободно да кажем уште еднаш по кој знае кој пат ја и ти во студио, за жал, историски гледано и од контекст, ова се уште наликува на она 1939 на влезот на Втората светска војна. Не сакам никого да плашам, но во моментов сериозно се подигнати тензиите секој со секого, а кога светска оружје на некој може да му испука случајно. Да, благодарам.